Над 40 милиони денари се обезбедени за помош на социјално загрозените семејства за субвенционирање на сметките за електрична енергија. Јавниот повик кој е отворен преку Министерството за енергетика, минерални суровини и рударство е наменет за сите оние кои ги исполнуваат условите. Премиерот Мицкоски денес потенцираше дека јавниот повик е распишан и неистиот може да аплицираат семејствата кои што ги исполнуваат критериумите за субвенционирање на сметките за електрична енергија. Дополнително истакна дека во изминатите 14 месеци откако оваа влада е на власт, нема покачување на цената на електричната енергија. Преку Министерството за енергетика, минерални суровини и рударство е распишан јавен повик на кој што може да аплицираат оние семејства кои што ги исполнуваат условите за субвенционирање на сметките за електрична енергија. Повеќе од 40 милиони денари се предвидени, но на кое што можам исто така да го кажам е дека во неколку периоди на регулирање на електричната енергија, откако е оваа влада, веќе 14 месеци избрана, ние немаме покачување на цената на електричната енергија за домакинствата, што не е случај во околина. За разлика од другите земји во Европа, каде цените на електричната енергија пораснале за 15, 20 па дури 30%, Македонија останува една од земјите со најниска цена во Европа, додава Мицкоски. Ако ги гледате другите држави, ќе видите дека таму електричната енергија е покачена 15, 20, па во некои земји од соседството и 30%. Така што и според Евростат и според сите параметри, ние сме држава во Европа која што има најниска цена на струја или една од двете, трите најниски цени за електрична енергија за домакинство. Инаку ваквиот јавен повик има за цел да обезбеди поддршка за домаќинствата кои се во социјално загрозена позиција и да им го олесни финансискиот товар во услови на растечки животни трошоци. Апликациите ќе бидат разгледувани во согласност со критериумите за субвенционирање, а средствата ќе се распределуваат за покривање на дел од сметките за електрична енергија. Сите заинтересирани граѓани може да аплицираат согласно упатствата што ги објави Министерството за енергетика, минерални суровини и рударство со цел да се обезбеди правична распределба на ресурсите и поддршка за оние на кои најмногу им е потребна. Тимот на Министерството апелира до граѓаните да не ја пропуштаат шансата и да ги искористат овие средства со цел да се осигурат дека нивните домаќинства ќе добијат поддршка во овие економски предизвикувачки времиња.